Основното музичко училиште Ристо Ируков ќе почека уште извесен период пред да добие ново полуконцертно пијано, со оглед што постапката за набавка што почна во ноември минатата година не се реализираше. Причина за тоа е што до крајниот рок на објавениот јавен оглас за пријавување фирма што ќе го обезбеди инструментот не е поднесена соодветна понуда. Постапката за набавката е поништена, а за да се реализира нова, ќе биде потребно повторно да се распише јавен оглас за прибирање понуди. Трошоците за купување на инструментот ги покрива општина Кочани од сопствениот буџет, со оглед што таа е основач на училиштето и со тоа е надлежна за неговото функционирање. Проценетата вредност на набавката изнесуваше над 630.000 денари без трошоците за ДДВ. На вистина и ние сами заклучивме дека има потреба од таква реализација и како што знаете, на еден од советите во минатиот период донесовме одлука, односно добивме согласност за набавка на полуконцертно пијано. Средствата се веќе резервирани и планирани за тој проект. Евентуалното повторување на постапката за набавка може да значи и покачување на сумата за купување на музичкиот инструмент за да се добијат поприфатливи понуди. Полуконцертното пијано треба да биде првата поголема набавка од таков карактер во Кочанското музичко училиште што со години се најавуваше, но досега не се реализираше. Неопходноста од инструментот беше повеќе од очигледна бидејќи единствениот таков е амортизиран и често се чека на поправки кои чинат и пари и време. Потребата беше согледана и пред 7 години, кога концерт во Кочани одржа светски познатиот пијанист Симон Трпчевски, при што парите што беа собрани од влезниците за концертот, тој ги остави како негова донација за набавка на професионално пијано. За жал, парите тогаш не се потрошија за таа намена, а тогашната локална власт никогаш не кажа зашто точно биле потрошени или пренаменети и покрај неколкуте инсистирања на советниците на седниците на Советот на општина Кочани. Како и да е, неопходно е набавката за ново полуконцертно пијано да се повтори и да се реализира, со што во музичкото училиште ќе се создадат поквалитетни услови за обука на учениците, но и за јавни настапи и концерти на домашни и музичари од страна.